Почитувани гледачи, вие кои не следите на YouTube каналот на Чембер Македонија, имам особена чест и задоволство да ја најавам првата емисија од втората сезона на подкастот Бизнес клуб. Идејата за овој подкаст произлезе од разговорите кои ги имав со председателот на Стопанската комора на Македонија, господинот Бранко Азески, со една единствена цел да креираме подкаст кој ќе ги афирмира и ќе ги промовира успешните бизнис истории на сите оние стопанственици од Македонија кои успешно ги водат своите компании и треба послушат како рол модели за оние млади момци и девојки кои доаѓаат на пазарот на труд во иднина. Предлагам продолжение да погледнеме дел од подкастите од првата сезона на Бизнес клуб. Анализите кои ги правевме за тоа кој не гледа и колку не гледа и колку е значена овој подкаст во морето на подкасти кои се наоѓаат секојдневно на YouTube каналот, имаме одлични резултати, бидејќи 70% од нашата публика се млади луѓе помеѓу 25 и 40 години. Тоа е онаа најработоспособна целна група на луѓе, всушност кои и ни беа од интерес кога тргнавме да го правиме подкаст. Што се однесува до нашиот тотален рич на сите дигитални медиуми заедно, тој изнесува околу 300.000, што навистина е импресивна цифра ако се земе во предвид карактерот и профилот на овој подкаст. Партнер треба да биде, комората да бидиме како бизнис, заради тоа што владите имаат понекогаш добри програми и така натака кои треба да се поддржат. Од друга страна, постојано треба да бидеме предизвикувачи. Треба гласно да кажеме. Тоа ни треба, таква клима ни треба, такво законодавство ни треба, за да можеме сите заедно да одиме напред. Ја уживам во Стопанската комора. Тоа е форум каде што ние си го кажуваме нашето. Нема друг форум каде што ние можеме како стопанственици да го кажеме кои се нашите предизвици, со што се соочуваме. Потоа во Стопанската комора има инфраструктура, луѓе што знаат. Значи луѓе кои што се упатени, значи ако ви треба нешто, ете имаме обуки, имаме луѓе кои да се обратите, да ви дадат некој совет, да ви дадат насока. Потоа има ефикасна комуникација со државните институции, ефикасна комуникација и со странство, нели? Сме работеле сите заедно на иницијативи регионални за подобрување на трговската размена. Она што ми импресионираше во тој момент од вас лично и од комората е отвореноста за соработка. Тој практичен пристап кој што го немаше во науката и ден денес го нема заради незината специфичност, меѓутоа вие на некој начин како личност и комората ги отвори тие врати и покажа дека таа соработка може да биде функционална, може да биде реална и може да даде практични резултати. Сеќавам на тој период на еден значаен настан за бизнисот во Македонија, тоа е формирањето на Националниот за приемништво и конкурентност, да. Во кој што се однаја прв пат заеднички јавниот и приватниот сектор. Така беше? Така беше. Успешна приказна беше тоа, додека после тоа малку не се издвои државата да биде посебно, бизнисот да биде посебно, а мислам дека вистинскиот рецепт е кога седат на исто место, кога разменуваат мислења, секој да влезе во кондурите на другиот, нели така е популарниот израз, да ги разбереме што ни се маките, што ни се предизвиците, меѓутоа и да се искористи потенцијалот на приватниот сектор. Приватниот сектор има луѓе кои што сакаат да помогнат, кои се спремни да помогнат и не сакаат ништо за озор. Едноставно сакаат ова држава да има напред. А дефинитивно инфраструктурата е еден од големите клучните фактори за развој на државата и на регионите. Еве тоа го гледаме и сега, таму кај што има добра инфраструктура, градовите и цели региони живеат и работат. За жал ние не сме, јас од кај што доаѓам, не сме од тој дел, да речем, воопшто напред поедени. Каскаме за сите региони сега во Македонија и тоа мене ми е многу криво. Една голема територија која што ношти во GDP-то на Македонија 20 на 22%, носеше 28 и 30%. Заради таа неизградена инфраструктура се гасат доста компании, се отвараат на други места. Нема интерес од странски инвеститори да дојдат тука да
инвестираат, да развиваат бизнис. И сето тоа само по себе носи да и младите го напуштаат тој дел од Македонија. Посебно благодарението комората што во еден период кога фирмите беа исклучително затворени за примање на студенти на практична работа, што беше законска обврска за високото образование, мака мачевме, имавме огромни групи на студенти, никаде не можевме да ги пратиме на практична работа. Банките нешто прифаќаа, Царинската управа многу ни помогна и таа е наш долгогодишен партнер, а Стопанската комора широко ги отвори вратите и сме имале многу студенти од катедрата на дворешна трговија и од департманот на дворешна трговија воопшто, што доаѓале кај вас на практична работа, не само за да исполнат законската обврска, туку беа потоа полни со впечатоци, со работите што ги научиле кај вас. Значи, една компанија без луѓето е ништо. Ние можеме да бидеме само згради и машини, односно железа, инокс железа и разна електроника. Луѓето се суштината на една компанија и срцето. И ние во рамки на нашата компанија правиме многу унапредувања како да ги подобриме и бенефитите на нашите вработени, и платата, и нормално одредени работи кои не се платени, а значат. Првично, градеме однос на взаемна доверба и взаемна почит. Што значи тоа? Да, ние взаемно си веруваме и взаемно се почитуваме. Секој правејќи го своето за што е платен. Во Советот за странски инвеститори беше моје дело, има тамо едно тело кое што ти го оснива и тоа е твоја заслуга, асоциацијата на компаниите членки со напредни технологии, така беше? Така беше, да. И тоа стави сериозна трага во работајна. Причината зашто тоа тело беше формирано е на почетокот Советот за странски инвеститори не ги опфаќаше најмногу од овие новите гринфилд инвестиции, без разлика дали се тие лоцирани во технолошко-индустријските развојни зони или надвор од нив, и целта беше ние да се групираме. Тие компании воопшто не беа ни членки нити на комората. И на тој начин ги привлековме нив да се дел и од Стопанската комора и од Советот за странски инвеститори, и преку тоа тело нивните потреби и нивните барања од државата да бидат артикулирани на соодветен начин, и имавме многу заеднички средби со државниот врв во изминатите 7-8 години. Во Белгија системот функционира, а младите уште од почеток на своето школување се поддржани при школувањето, значи има одредени грантови, фондови. Образованието има на доста високо ниво. Кога ќе завршат со образование, точно е планирано кои кадри каде треба да продолжат. Така да ретко кога останува без работа, несигурноста, значи они немаат несигурност. Од друга страна, економско-социјалните услови се малце поинакви. Белгија е земја која што има доста развиена социјална култура. Бенефициите на луѓето кога работат и кога не работат се доста високи. Тоа исто им дава некоја си сигурност на луѓето. Ако еден ден изгубат работа или сака да направат пауза од работа, тоа се им е покриено и организирано државата, што не е случај кај нас. Нашата намера е да ја представиме основната функција на Стопанската комора, а тоа дека комората е мост помеѓу приватниот сектор и државните институции. Таа им помага на компаниите во својот раст и развој да ги надминат евентуалните проблеми кои се појавуваат во одредена регулатива од работењето и на одреден начин да им помогне на компаниите да продолжат понатаму. Комората располага со голем број на високо стручен кадар со кој поседува огромно искуство зад себе. Во продолжение предлагам да чуеме што велат незините членки за комората. Се што сакаме да артикулирам, се што ни требале едукации, се што ни требало информации за странски пазари, ние сме ги добивале од комората. Ние го гледаме многу поврзан нашиот успех со комората. Благодарение на вас, мојот пат и успех во Америка започна. Стопанската комора ја сватив како дел од нашата компанија. Учеството во Стопанската комора ми даде да се дружам со авторитетни луѓе, начело со вас. Жените, вклучени во коморското работење, успеваме да ви извадиме вас мажите и ве коригираме со нашата дисциплина. Имаме одлична поддршка од ваша страна. Од Форбс во кабинетот кај премиерот Заев, со председателот Азески.
Да, неочекувана кривина на мојот кариерен пат. Секогаш после нашите седмици сум заминувала дополнително инспирирана од кога сте биле на моја возраст не постоел интернетот, а денес правите подкасти. Зад секој успех има многу жртвување. Старт на уште еден проект на Стопанската комора на Северна Македонија, нашата најголема и најбројна бизнес асоциација. Сметаме дека високиот квалитет на овој подкаст е резултат на спојот на два исклучително професионални субјекти. Од една страна, Стопанската комора на Македонија, која постои повеќе од 103 години, и продуцентската куќа Трето уво, која на македонскиот медиум постои повеќе од 35 години. Стопанската комора на Северна Македонија е столб на соработката меѓу приватниот сектор и државните институции, символ на стабилност, доверба и континуитет. Со децении ги поврзува компаниите, ги застапува нивните интереси и создава простор за раст и развој. Во неа, на доброволна основа, членуваат 15.000 членки, представници на големите македонски компании, банки и осигурителни друштва, јавни предпријатија, огромен број мали и средни трговски друштва, но и компании со странски капитал, организирани во 15 здруженија, 10 асоциации, 39 групации, 5 регионални комори и други форми на организирање и работење. Комората располага со огромен човечки, умствен, креативен и професионален високообразовен кадар, и тоа тројца доктори на науки, 12 магистри и 10 експерти од сите области што се потребни за нормално функционирање. На меѓународен план, како членка на Асоциацијата на европските трговско-индустријски комори, Eurochambers, Асоциацијата на балкански комори, ABC, Коморскиот инвестицијски форум, Chambers Investment Forum, Меѓународната трговска комора со седиште во Париз, ICC, е препознатлива и надвор од земјата. Има подпишано над 180 договори за соработка со странски стопански комори, со домашни и меѓународни институции и организации. За последните 20 години, таа е организатор на 6733 настани, бизнис форуми, конференции и презентации со учество на 198.320 представници од компаниите, на 1552 меѓународни активности и домакин на над 200 странски делегации. Има издадено 953 електронски брошури и публикации и 201.667 документи од бизнис канцеларија, сертификати за потекло, ата карнети за македонските производи да се презентираат во светот без царини и други давачки, потврди, препораки и мислења, а над 280 компании сме сертифицирале со меѓународно признание, стандарди за квалитет, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, Халал и Хасап. Според достапните податоци, во 2024 година македонските компании извезувале во 153 држави, а во 62 од нив извозот надминал 1 милион евра. Денес комората не е само институција, таа е партнер на развојот и прогресот. Со своето 103 годишно искуство и солидната кадровска основа е спремна за големите предизвици кои стојат пред приватниот сектор. Во новата ера на дигитализација, глобална поврзаност и одржливост, комората и продолжува со активностите за поддршка на дигитализацијата, на циркуларната економија, за зелената енергија и вештините за зелена транзиција и вештачката интелигенција како составен дел на сите процеси. Во текот на оваа 2025 година, комората спроведе еден циклус на избори од највисоките до најниските своји структури, со што практично беше опатена секоја наша членка компанија, а на крајот добивме 120 до 150 кадрови кои што ќе представуваат компаниите во водењето на комората во наредниот период, и тоа во еден исклучително тежок период кој што престои за нас, на кој што му претходеа серија кризи здравствени, енергетски, економски, финансиски и така натаму. Магистар Александар Гечев, генерален менаџер во ИГМ Трейд Кавадарци,
Доктор Никица Мојсовска-Блажевски, главен извршен директор на Македонија 2025 Скопје. Магистар Радош Вукичевиќ, раководител на ПЦ Хемија, Козметика Билка во Алкалоид АД Скопје. Магистар Михајло Борозанов, директор на финансии и член на управниот одбор на МАК Петрол АД Скопје. Магистар Александар Манев, извршен директор на Кроација осигурување, Друштво за неживотно осигурување АД Скопје. Кирил Спасевски, управител на семејната компанија АСП ПАК Доел Охрид. Ирена Јакимовска, собственик и менаџер на Конфи Ангел од Прилеп. Професор доктор Марјан Бојаджиев, ректор и професор на Универзитетот Американ Коледж Скопје. Секогаш во своето работење сум тврдел дека и сум повторувал дека верувам во три работи за да се постигне успех, во идеја, во луѓе кои таа идеја може да ја претворат во реалност и во пари. Мислам дека комората денеска е во состојба да има и цел, и идеја што понатака и луѓе кои што може да ја спроведат и пари со кои што може тоа да се оствари. Комората не била во никогаш подобра позиција од денес и затоа мислам дека овие луѓе кои што ги видовте сега се сигурна гаранција дека она што сме го обеќале ќе го извршиме. Сакам да напоменам уште еднаш дека нивниот труд, нивната активност се многу значаен развоен фактор и на компаниите и на градот кај каде што доаѓаат и на државата. Но многу е битно во структурата на тие органи кои што одлучуваат за иднината на бизнисот и учествуваат во креирањето на економската политика, седат мнозинство представници на фирми надвор од Скопје, кои што практично го носат и процесот на децентрализацијата во државата и седат повеќето жени кои што полека градат структура во бизнисот која што е многу значајна за развој на економијата и на стопанството во наредниот период. Балканот за мене секогаш представувал предизвик. Толкава убавина на толку мал простор нема никаде. Околу Балканот има 5 мориња: Црно, Мраморно, Јонско, Егејско и Јадранско. Има огромни низини, планини, реки, езера. Нема само едно — ум, кој ќе успее да ги поврзе сите тие инфраструктурно. Затоа што тогаш ќе можеш да појадуваш во Дубровник, да ручаш во Солун, а да вечераш во Истанбул. Или пак да појадуваш во Букуреш, да ручаш во Приштина, да вечераш во Драч. Плюс тоа, нема ниту тајфони, ниту цунамија, ниту циклони, што значи дека кафезот е од злато, ама билбили од внатре не чини, што ќе рече мој пријател Аднан Чинан, кој долги години живееше во Охрид и се пресели во Истанбул. Тој Балкан, јас секогаш го разбирав како регион и од мојата најрана возраст сум го крстосувал по разни основи. Така се изгради мојата мрежа која после ставена во функција на бизнисот. А бизнисот и комората ме донесоа на чело на најмоćните регионални бизнис друженија. Така го заработив и овој надимак – балкански коморски лидер, кој е апсолутен синоним за човек кој помага на секој во бизнисот на балканските простори. Стопанската комора на Македонија посветено и ангажирано работи во вклучување на нови, млади кадри во своите редови. Затоа што тие обезбедуваат континуитет, обезбедуваат иновации и внесуваат нова енергија во работењето на комората. Младиот стручен кадар носи своји свежи идеи и современи пристапи кои се клучни во напредување на економските токови во стопанството. Новата генерација на лидери ќе придонесе за посилен и поконкурентен бизнис сектор во земјата. Во продолжение, сакам да најавиме неколку гости од втората сезона на Бизнес клуб, па да ги погледнеме.
светот на светско ниво сега и со економија и раст на инфлација, невработеност, трговија стагнира, дури во некои делови е негативен, така да можеби сепак некако можеме да надокнадиме со некаков убрзан раст, да се фокусираме на нашите јаки страни. И вие знаете, Комората правеше истражувања на, да речем, уделот на сивата економија, тој е над 30%. Не дека нема сега да има сивата економија, ама кај нас има многу повеќе од тоа што треба. Тоа е стар проблем, на студент бев, па беше сериозен проблем. Сега ние некако не напредуваме во тој дел, ајте како треба да има решение, оти таа е навистина опасна од многу аспекти. Пред се што ја руши лојалната конкуренција. Сакам да направиме нешто од сите тие пориви од претходно и некаква зависност од естетика. Сакам да пробаме да направиме нешто од металот кој што ќе биде поврзано со градежништво, архитектура. Почнавме да работиме такви проекти, меѓутоа како инженер сакав да има и некаква функција. И меѓу другите работи на тој престој во Англија за прв пат видов иноксен радиатор. Треба да се има поголема волја и треба да се има континуитет, тоа што го кажавте вие. Значи, нас не е битно да нема неизвестности, да нема преголеми промени, нас како бизнис. Така што тука треба да се усогласиме во однос на потребите, што се потреби на политиката, на јавниот сектор и што се потреби на бизнисот. Ако ние како бизнис сектор имаме поддршка професионална и вистинска од државната управа, бизнис секторот ќе биде многу побрз, ќе биде многу попродуктивен, ќе може да ги остварува своите резултати и да ги дуплира на еден начин. Ние видовме овие и знаеме овие 20-30 години, не можеме да дојдеме ни до просечен раст од 2%, тоа е многу помало од 2% за жал. Во втората сезона на подкастот Бизнис клуб, покрај македонските млади бизнисмени кои веќе успешно раководат со некои од најголемите компании во Македонија, ќе се обидеме да поканиме и гости од нашето најблиско соседство, бизнисмени кои реномето на своите брендови го имаат подигнато не само на европско, туку и на светско ниво. Така, во наредниот период, наши гости ќе бидат Емил Тедески и Невен Вранковиќ од Атланти Груп, Драган Бокан од групацијата Воли, Блаж Бродњак, генерален менаџер на НЛБ банка Љубљана, Штефан Павлињак од групацијата Рото Груп и уште многу други. Верувам дека ќе ви се допаднат и темите и изборот на гостите во втората сезона на Бизнис клуб. Затоа гледајте не и уживајте.